Големо парче лим од корнато од зграда во Капиштец виси на дрво. Делот паднал од покривот и се заглавил меѓу гранки. Од врвот на зградата се уште висат парчиња, метални и дрвени. И тие и паднатиот лим врз дрвото се опасност за минувачите, бидејќи се мрдат при посилен ветер и може да паднат. Како што можело да падне, да застане на тоа дрво, може да падне и врз од тоа дрво, да падне и да повреди некого. Не е безбедно толку време да помине никој да не го забележи тоа. Тоа треба да се реши куќниот совет и општината Центар. Не е баш така безбедно, меѓутоа такво е во Скопје, цело Скопје е такво, сите општини се така. Ова се случува во период кога сите општини ги задолжија управителите на стамбените згради да ја проверат безбедноста на објектите. Иако овие проверки пред се фокусирани на противпожарната заштита, во залепените известувања од општина Центар низ влезовите од зградите, меѓу другото пишува дека управителот треба да ги поправи оштетените и да ги замени дотрените фасади, како и нивните елементи. Роковите за одговор течат, а потоа ќе следи инспекциска контрола. И самите згради внатре не се безбедни, колку што знам. И до мене што се тамо, грота нема ни, или цревата се извадени од хидрантите, а да не збориме за овие помошни скари. Не влева освен градски зид дека има дека помошни скари. Еве ние имаме допис, треба да одговориме на дописот. Направивме условите целосно да бидат исполнети, тоа скалите, тоа хидранти, све обезбедивме за општината да се покриеме пред општината да не добиеме казна. Мислам дека овие поновите градби се понебезбедни. А по старите градби мислам дека се безбедни. Лани во октомври падна парче и од барокна фасада на улица Македонија во најстрогиот центар на Скопје. При падот од тежината на парчето се срушил рекламен знак. За среќа немаше повредени. Мартин Арсов, Сител телевизија.